Необичните обичаи за Великден. Великден е најголемиот христијански празник, се слави напролет и има најмногу обичаи. Православните христијани, за да го прослават овој светол празник, постат 7 недели, секако по желба. Односно се хранат без месо, јајца и млеко и се причестуваат за некој викенд в црква. Единствено во овие пости не се јаде риба, освен на благовец и цветници, затоа што акронимот што е испишан на крстот од распетието значи риба. Постите почнуваат веднаш после прочка, кога си ги простуваме своите и тугите гребови, а секоја година Великден е на различен датум, се со цел да падне в недела, затоа што на тој ден Исус Христос воскреснал. Шареноликоста на Великден е и во декорацијата. Од дамнешни времења се бојат варени јајца, се кршат кога ќе прекрши полноќ, во моментот кога почнува Великден. Јајцето символизира повторно раѓање и основната боја му е црвената, но со текот на времето христијаните покажуваат креативноста и со други бои и исцртувања. Исто така гледаме украси во вид на зајаци и пилиња. Преданието за зајаците потекнува од Германија, која е католичка земја, но кај нас главната декорација е пилето и неговото семејство. Меѓутоа, во нашите продавници најмногу се изложени великденски зајаци за продажба, затоа што увозот таму најчесто е од поголемите католички држави и токму тоа се нуди. Празникот Великден е составен од неколку дена, и тоа се оние денови кога страдал Исус Христос. Во среда била тајната вечера кога бил предаден, во четврток Исус бил распнат на крст, во петок умрел, а во недела воскреснал. Тие денови се викаат Вели четврток, Вели петок, а недела е Великден. Затоа и низ годината православните христијани постат во среда и петок, затоа што тие се најтешките денови во неделата, деновите на преданието и смртта. Мене Великден ми е најубав празник и би порачала како и да го славите, без разлика дали ќе ставите пиле или зајак, без разлика како ќе ги обоите јајцата, да имате берекетен празник со вашите најсакани. Христос Воскрес, вистина Воскрес!